Почитувани граѓани, на самиот почеток би сакал да истакнам еден за сите нас исклучително важен факт, а тоа е дека безбедноста во сообраќајот веќе одамна ја третираме не само како прашање на почитување на законската регулатива од таа област или пак само како стручно обсервирање на квалитетот на сообраќајната инфраструктура, туку пред се како приоритетен сегмент во кој се пресликува нашата посветеност за создавање на безбедни средини за граѓаните, но и поширока по обем проблематика од јавен, односно општествен интерес. Кога ова го велам, тргнувам од најмалку две фактички и статистички докажани причини. Првата е дека сообраќајот сам по себе представува еден од суштински економски сегменти во модерното живење, и втората е дека секоја година на патиштата на државата и покрај забележаниот тренд на намалување на сообраќајните незгоди и на жртвите, животот го губеле во просек околу 130 лица. По неколку илјади се потешко или полесно повредени, а дополнително материјалните штети се огромни. Оттаму сосема е логично и неопходно нашите секојдневни активности, не само во поглед на засилени сообраќајни контроли по патиштата низ државата, туку и во делот на материјално-техничкото унапредување на сообраќајната полиција за квалитетно извршување на своите работни обврски и надлежности. Во таа смисла денешнава промоција на 50 модерни, технички високо софистицирани радарски уреди, што МВР по пат на јавна набавка ги обезбеди за службениците на сообраќајната полиција, е уште еден, за нас многу значаен исчекор во насока на утврдената цел зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Станува збор за радари од последната генерација, сите опремени со уреди за ноќно снимање, далеку посупериорни од досегашните, но јас описот на техничките перформанси ќе им го препуштам на колегите од сообраќајната полиција. Само ќе потенцирам дека набавката вредна 21 милион 257.175 денари е направена согласно побарувањата, односно потребите на сообраќајната полиција, следствено на актуелните европски полициски стандарди во овој дел од полициското работење, согласно законските норми и согласно нашите проекции за развој и унапредување на функционирањето на сообраќајната полиција. Со оваа набавка нашето министерство е единствено во регионот кој располага комплетно со уреди од последната генерација, од кои невозможно е да се избрише снимениот материјал, при што бројот на уреди за брзина и алкохол по глава на жител е на исто или дури по високо ниво од земите на Европската Унија. Во крајна линија сите сме сведоци дека од 2017 година наваму, како раководство на МВР, без престан инсистираме и делуваме на континуирано организирано и пред се материјално-техничко опремување на сите наши служби, што како процес напоредно течеше со процесите на полициските реформи. Затоа на крајот дозволете ми со нескриено задоволство да го изразам своето реално очекување дека со овој нов зафат уште повеќе ќе се зголеми ефикасноста и квалитетот на сообраќајната контрола, што пак треба да даде своји резултати во зголемување на нивото на безбедноста на сообраќајот на патиштата. И уште еднаш да упатам апел до сите граѓани, учесници во сообраќајот, да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, затоа што се работи за нашиот живот и за животот на нашите семејства. Благодарам.